Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Денеска како едно резиме на оваа недела, меѓутоа и резиме на така би рекла 100 дена од мандатот на една општина, ќе имам чест да ја разговарам со единствената жена градоначалник во град Скопје и едно од 4 градоначалнички кои што беа избрани на последните локални избори. Ќе зборуваме за 100 дена како изминаа, со кои проекти и кои ќе бидат следните цели на една од би рекла општините кои што досега покажа најголем број на резултати во овој претходниот мандат. Па велам добра вечер за Бети Стаменковска Трајковска, градоначалник на општина Кисела Вода. Добро вечер, поздрав до вас, благодарност до вас и вашата телевизија и поздрав до гледачите. Неодамно имавте, ако може така да кажеме, едно резиме или отчет за 100 дена кои што измина во вашиот мандат и ги насловевте 100 дена, 100 дела. Во првото прашање ќе ми биде зошто вака ги одбележавте, дали резултатите се и насловот е метафорички или фактички, дека се реализирани, би рекла, секој ден по едно дело. 100 дена, 100 дела. Секако. Не само метафорички или символично кажано сето тоа, навистина со една одредена цел го именувавме така, 100 дена, 100 дела, заради тоа што во изминатиот период навистина посветено со самото именување и влегување како, да кажам, условно нова администрација во општината, продолживме со она што значи континуитет од претходно што го наследивме од работењето на претходниот градоначалник, а сегашен градоначалник на град Скопје Орце Георгиевски и многу беше, да кажам, условно едноставно, предизвикувачки да се продолжи со делата и работењето и одговорното работење, транспарентно работење во општина Кисела Вода. Општината кога ќе се постават добри темели за работа, навистина може и да се продолжи да се работи. И ние еве во овие изминати 100 дена навистина со дела го покажавме тоа дека може да се работи на таков начин. Ќе позборувам и за проектите кои што беа изреализирани во изминативе 100 дена, но ако може едно таква една генерална оценка, како изгледаат тие први 100 дена? Динамични ли беа, тешки беа, колку предизвикот што ете вашиот претходник, актуелниот градоначалник на град Скопје, имаше доста реализирано проекти, па да се одржи тој континуитет. Како ви помина првите 100 дена? Верувајте, многу динамично и со многу голем предизвик. И јас секогаш и со самиот градоначалник Орце знаевме да се пошегуваме. Јас морам да бидам подобра во Кисела Вода со негова поддршка од град Скопје нормално. И така и продолжуваме сега. И да, динамичноста, онаа енергија која што навистина ја добиваме од граѓаните и од сета она предизвикувачка атмосфера која што секојдневно ја има во општината и со таков континуитет и навистина продолживме. Динамично е многу, заради тоа што има од една страна предвидливи работи кои што нели може да се предвидат во работењето во општината, но за жал и секогаш се случуваат и непредвидени работи кои стануваат предизвик во текот на денот да се реши и да се изнајди можно решение за нели надминување на проблемите и предизвиците кои секојдневието ги носи. Истото тоа и се случуваше и овие денови, верувам дека и во иднина ќе продолжиме така динамично, одговорно, енергично да работиме во општина Кисела Вода и секако нели за нашиот живот да биде многу поедноставен и многу поубав. Самата таа енергија која што секојдневно ја вложуваме за да ги решаваме и надминуваме проблемите и предизвиците, верувајте се исплати. Заради тоа што на крајот на денот кога ќе ги видиме реакциите, ни дава дополнителен мотив за да продолжиме понатаму. И мислам дека од секој ден, барем за себе лично ќе кажам и за тимот кој што сме заедно, секој ден стануваме се подобри и подобри. Така е, особено јас би се навратила малку и на вашата претходна кариера, бидејќи преку професорска катедра, па бевте пратеник во собранието, сега сте на функцијата градоначалник, меѓутоа вашето професионално искуство во делот на менаџментот, колку ви помогна и колку ви помага сега, очекувате ви помогне понатаму
имајќи предвид и целата ваша претходно искуство? Како професор, предизвикот е еден. Имате училница со 34 ученици, тинејџери, кои треба да ги анимирате, кои треба да им пренесете знаење, но покрај тоа, нели, образованието е еден дел, но и воспитниот процес треба да се спроведува. И тој еден предизвик не учи како професори да се справуваме со еден начин на работење. Сето тоа понатаму во пратеничката работа пак ми беше дополнително стекнување со знаење на што значи она сите законски регулативи, процеси кои што се случуваат во работењето како пратеник во собранието, но исто така како пратеник, како човек кој доаѓа од народот и работи за народот, ни дава дополнително искуство во целава оваа работа која што како работно искуство нели претходно сум ја имала. И како склоп на сите овие претходни работни обврски, верувајте и други работи имам работено, плюс дополнително во мојата професионална кариера, навистина сите тие стекнати знаења и искуство се надополнуваат во ова сега што го работам како градоначалник, но најмногу од целава оваа менаџерска функција која што сега ја вршам, ми е искуството на тоа што значи и желбата да направиме нешто за граѓаните. Бидејќи работата и функцијата која што денес јас ја имам, тоа многу често си го ставам како свое лично мото, да кажам, работата ни е менлива и минлива. Јас денес сум градоначалник и секако во иднина понатаму ќе продолжам да работам, нели, и други работни обврски. Но сепак пред се треба да останеме доследни и достојни на она што го работиме и не треба самата функција која ја извршуваме да не опива со некакви енергии, да кажам, кои ќе носат негативни работи. Затоа, полека, скромно и одговорно кон пристапот на работата. Така да, почнувајќи од професорската работа и учејќи ги учениците на она што значи љубов кон Македонија најмногу, па потоа учејќи ги законите и еве сега на дело да ги спроведуваме работите за луѓето да веруваат дека навистина за нив има шанса и има можност да биде подобро. Како што напомена во најавата, вие сте единствена градоначалничка во град Скопје, една од 4 на територија на Република Македонија. И можеби е клише прашање кога станува збор за жени во политиката на менаџерски позиции, особено кога раководат ваква градоначалничка функција или кога раководат локалната самоуправа во овој дел. Но дефинитивно она што мислам дека и мене ме интересира и на гледачите како изгледа еден ваш ден, имајќи предвид дека вие сте и мајка, и родител, и имате и семејство, и треба да изменаџирате едно поголемо семејство кога гледаме општината во една таква средина, како изгледа еден работен ден на еден градоначалник? Работниот ден го започнувам нели нормално тргнувајќи од дома со завршување на домашните обврски. Рано ли ви почнува ден? Да, многу рано. Многу рано. Јас сум многу рано будник, наутро кон 5:30 се будам и нели да ги завршиме првин домашните обврски и започнуваме со она што значи предизвикот на работа како градоначалник во општината. И нема многу голема разлика од она како се однесувам дома со семејството и со одговорност према мојот дом, така одговорно и спрема општината и честопати знам да гасам светло и на работа и да затварам врати и да реагирам така, но сепак во една позитивна атмосфера, нели, да се однесуваме одговорно. Но работата на градоначалникот не трае 8 часа, тоа е најинтересно, што оваа работна обврска покрај тоа што нели со секојдневно координирање со тимот кој што го имаме, со колегиум со раководители на сектори, каде што се координираме за тековните активности, со многу честа комуникација, зависи од темата и областа која што ја работиме во текот на денот.
Многу динамично е, секој ден е многу динамично, со многу закажани средби во одреден период од денот, нели имаме средби, но исто така обавезно во текот на денот имаме и теренски активности, каде што работата не е на градоначалникот само во канцеларија, туку едноставно да се движиме и да ги согледуваме предизвиците кои треба да се решаваат од една страна, но исто така да планираме во следните периоди и да направиме и нешто ново и поубаво за граѓаните. И кога завршува делот со општината, продолжува и делот со средбата со граѓани. Во секое едно движење, дали било тоа во маркет, на пазар, на улица или било каде, секогаш има некој граѓанин прашање, некој граѓанин има коментар да даде за нешто, да даде пофалба и се случуваат и убави работи. И навистина денот е многу динамичен и многу исполнет и на крајот на денот, кога ќе си кажеме завршува денот, може би да, енергијата е не толку многу како што било утрото, ама емоциите се навистина дека се сработило и дека утрешниот ден ќе носи нови предизвици со кои што повторно динамично ќе продолжуваме. Нема работно време, ама е тоа добро заради тоа што навистина уживам во работата, верувајте, и сакам да ги решавам предизвиците, а добро е тоа што имам и добра екипа која што помага, општинската администрација која што навистина посветено работи и јас верувам во сите дека за општина Кисела Вода ќе биде многу уште подобро. Кога станува збор за предизвиците, бидејќи ги споменавте, што ви беше најголем, од една страна, предизвик во изминативе 100 дена, на што сте најмногу укорни, имајќи предвид дека доста проекти се сработени, како што рековте, нели, во самиот точет, по едно дело секој ден. Така. Што беше најголем предизвик и на што сте најмногу горда? Многу има. Многу има заради тоа што она што најмногу ми е радост и како професор секогаш најмногу пак се пронаоѓам во работата која што секојдневно ја вршиме, верувајте, нештото што е поврзано со основните училишта и градинките. Таму предизвикот за надминување, планирање и креирање на нешто што значи поубаво за општина Кисела Вода ми е најголем. И така морам да кажам дека е како еден предизвик кој што си го дадовме изминативе денови и создавањето на една богата програма која што ќе ги изненади позитивно граѓаните на општина Кисела Вода со тоа што сме во чекор на создавање детски фестивал кој што ќе се именува како Киселко и сите тие работи кои што навистина се убав предизвик и убав мотив за продолжуваме. Не можам да издвојам една работа на која што би била горда, да кажам, посебно од она што се сработи во изминатите 100 дена, но драго ми е што пак имам многу проекти кои започнавме да ги реализираме, се во интензивна фаза на реализација и сето она што значи добар бенефит за граѓаните ќе може да се види и се гледа со тоа што се сработуваат работите и животот станува подобар за нив. Кога станува збор за еден од дел од проектите, ќе позборуваме понатаму, нели, за тоа што е направено во делот на младите, но она за кое што доста позитивни коментари добивте се тоа дека исчистивте 37 диви депонии на територијата на Кисела Вода и при тоа воведовте селекција на отпад. Понекогаш за нас граѓаните тоа знае да биде голем предизвик, имајќи предвид дека тоа подразбира селекција, па да знаеме што како, меѓутоа самото тоа што се започнува еден таков проект е чекор напред кон оно што значи, нели, и почиста околина, меѓутоа и поздрав начин на живење, но откако се го решавате тој проблем со дивите депонии, кој ќе биде следниот чекор? Како ќе спречите да се појавуваат нови диви депонии од една страна и како ќе го стимулирате граѓаните на општина Кисела Вода да селектираат отпад и едноставно да ги воведат и да ги практикуваат тие некои нови навики?
Голем предизвик, морам да бидам искрена. Ние со задоволство работевме и посветено на темата за да се чистат дивите депонии. Алармираме во јавноста за одговорно однесување спрема животната средина. И за таа цел и имаме организирана услуга која што јавното предпријатие ја дава на граѓаните на општина Кисела Вода со телефонски повик за символичен надоместок, тој отпад да не го оставаат неодговорно, туку да биде собран, заради тоа што за неодговорното работење јас морам да бидам искрена и да признам следуваат и казни, но не е целта да се решаваат проблемите со казни, туку напротив треба да работиме и на тоа што значи стимулирање и мотивирање на граѓаните за да одговорно се однесуваат спрема животната средина. За таа цел и действуваме и во делот на основните училишта и градинките, со секакви со многу активности кои што прашањето дали фокусот може да биде да се едуцираат од најмала возраст, бидејќи тогаш можеби и вашето искуство како професор го говори, верувам тоа дека некои навики навистина треба да ги всадиме од најмала возраст, а и ние возрастните на некои навики не сме биле не ни биле секојдневие, па и ние треба автоматски паралелно со најмладите да се доедуцираме. Возрастните преку давање на добар личен пример, а децата со добри активности, со добро образование и можат проблемите да се решаваат, а ние како општина, како општинска администрација нудиме решение за тој отпад биде нормално отстранет и истиот да не предизвикува проблем. Многу елементи кои што заедно јас верувам дека можеме да го надминеме проблемот. И да, има предизвици на ова поле, морам да кажам, но јас верувам во граѓаните и во нивната свесност дека ние тоа можеме заедно да го надминуваме. Мора така и не се откажувам од тоа. Услугите ги нудиме, значи селекција на отпадот имаме, поставивме голем број на контејнери за текстилен отпад во соработка со Пакомак за селектирање, значи обнова на контејнерите и сето она што значи паметно и одржливо, бидејќи многу пати знам да кажам дека доколку паметно и одговорно се третира оваа тема, од отпадот може да се заработува. Да, таа циркуларна економија и сето тоа што може да ги учиме младите и ние како возрастни, но има ли шанси општина Кисела Вода да станете, да речеме, зелена општина? Во таа смисла на рециклирање отпад, на воведување на некои здрави навики, бидејќи 37 диви депонии се голем број на депонии, кои што и се голем предизвик за секоја општина, не само за Кисела Вода, и знаат да никнуваат и повторно и повторно. Има ли која е стратегијата на општина Кисела Вода во рамки на таа зелена агенда? Значи, одговорното однесување на сите нас заедно мора да го имаме и нашата стратегија е да создаваме и работиме на тоа да се создаваат места каде што луѓето ќе можат џепниот отпад да го отстранат, бидејќи морам да признам, покрај постоењето на такви канти за џепен отпад, многу имаме појава пак на девијантно однесување каде што истите за жал се уништуваат, но сега спроведуваме акција на набавување нови и обнова на старите искршените, со кој што пролете и зголеманото движење на граѓаните да го пречекаме подготвени во однос на овој дел. Што се однесува до целата таа стратегија околу сето ова, јас не се откажувам од моментот дека ние треба да продолжиме со образование на најмладите, со мотив кај возрастните граѓани од аспект на тоа дека и мора да има и награда, како што постои и опција како казна, и јас сакам и верувам во тоа дека Кисела Вода може и мора да стане општина која што ќе продуцира нула отпад.
ги спомнувате често младите, па затоа ќе се вратиме на тој момент. Имате голем број на проекти поврзани со градинки, училишта, спортски терени. Каква е стратегијата по однос на младите? Голем број на проекти. Во мојата програма предизборна со која што ја добив поддршката од граѓаните, она што е најголем фокус е изработка на и отварање на хабови познати помеѓу младите, центри, за кои што сега посветено работиме во организација на тоа, во соработка плюс дополнително и со градот Скопје. Младите се во нашиот фокус, со тоа што значи ипак поддршка од страна на општина Кисела Вода. Ќе продолжиме со делот на мотив и стипендирање на младите за добивање на поддршка финансиска за одредени активности. Еден пример ќе дадам, еве како што е за возачката дозвола. Понатаму, она што значи добра организација, се извинувам, за младите е бесплатната полуматура или проектот Заедно сега, што го надоградуваме за да почнуваат заедно со основното образование, но исто така и да завршуваат заедно, сето тоа во организација на општина Кисела Вода, со еден така свечен чин, да кажам. И сето она што значи добар стимул за младите да не останат овде и да продолжат да екзистираат во Македонија. Јас морам да кажам дека ние во соработка со бизнис заедницата создадовме еден совет на бизнис заедницата на општина Кисела Вода, каде што правиме едно вмрежување и на тоа едно вмрежување кое што, еве како за пример ќе го земам, го имавме, ние имавме покането и млади, како термин го користат фриленсери, кои што почнуваат да се занимаваат и да создаваат свој бизнис, каде што тие да се мрежат со искусните, да научат, но исто така да понудат и нови идеи, што значи тоа да се биде дел од бизнис заедницата. И не е само тоа пример, има и многу други примери на кои што навистина посветено работиме за младите и ќе продолжиме така да го правиме тоа во иднина. Од она што можеме да го забележиме од вашите активности дека посветувате особено внимание на грижа на децата кои што имаат потешкоти во развојот. Каква е стратегијата и како општина Кисела Вода ќе помогне нели за нивното полесно живење и подобро инклузија во општеството? Така. Со еден последен пример кој што во вчерашниот ден го анализиравме и мора да се прави сето тоа. Не секаде, на пример, имаме пристапни рампи со да помагаме во тој дел, во подобрување на условите кои ги имаме низ општината, од една страна, од друга страна со помош на овие лица на секаков на секаков начин, постојат многу начини. Јас само за пример ќе дадам, имавме пред скоро време посета во општината каде што се реализираше еден проект, заедно засадувавме цвеќиња во општинскиот двор и тие беа мои гости во општината и беа градоначалници за еден момент, каде што навистина им даваме еден стимул и можност за поддршка и што можеме да помогнеме со одредени повици каде што ги инволвираме овие здруженија, да им помогнеме на истите за да ги надминуваат секојдневните проблеми кои што им се предизвик. Дали тоа било инфраструктурно, дали тоа било од овој правец, како што спомнувам, да ги мотивираме со одредени проекти и реализација на истите, и ќе продолжиме во иднина да го правиме истото. Она што исто така е карактеристика ваша, она што последно го видов како дел од активностите е вашите средби со амбасадорите. И колку е важна таа, ако може така да се каже, соработка, да речеме, со дипломатскиот кор и во кој начин, еве, последно се случи, бевте домаќин на сајмот на франкофонија во основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња. Колку е важна оваа соработка? И можеби Мокумина знаат или можеби недоволно луѓе знаат, но вие ја добивте и бевте одликувани со титулата Витез од редот на академските палми. Што значи тоа за вас лично и што тоа значи за општината, ваквиот вид на соработка?
Да се добие ваков орден од Француската република, треба да се има посветеност и работа во делот на ширење на францускиот јазик, култура. И јас, бидејќи долги години работев и бев дел од билингвалните француски паралелки од гимназијата Орце Николов, потанатаму продолжив во собранието активно да се занимавам во сите оние активности кои што се дел од франкофонијата и продолжувајќи од тој дел и учејќи го она што значи меѓународна соработка и што се позитивно може да донесе една меѓународна соработка, еден проект каде што се вметнати повеќе искуства од различни земји. Истото тоа имам намера и ќе го практикувам и во општина Кисела Вода. Она што како искуство ние го имавме на овој настан кој се одржа по повод месецот на франкофонијата и за прв пат се организира во општина Кисела Вода, во основното училиште Невена Георгиева Дуња, беше навистина еден настан каде што сите 8 основни училишта учествуваа и представуваа една од земјите кои што се представени овде во Македонија со амбасадори или пак конзуларни представништва и се дел од земјите на франкофонијата. Имено беше навистина многу интересен настан заради тоа што секој едно училиште представуваше една земја. И сега имаш училиште кое што ја представуваше Република Франција, па во име на духот тоа што значи кај нив и соработка со амбасадите исто така има и поддршка од амбасадите. И децата ги представуваа знаменитостите, ги представуваа кулинарството, морам да признам. Значи, сето она што ја одликува таа една земја која што тие беа представници на истата. Од меѓународната соработка можеме само да добиеме. Не можеме ништо да изгубиме, заради тоа што тоа не прави многу побогати и посилни, од аспект на тоа што можеме да стекнеме знаење, можеме да добиеме поддршка и можеме само да напредуваме на таков начин. И јас сакам да продолжам во тој дух и меѓународно да се отвараме дополнително како општина Кисела Вода. Сега работиме на еден проект на збратимување со еден град од Република Франција, со кој што културно-уметничкото друштво Китка во Драчево имаат долгогодишна претходна соработка. И како сплет еден на вакви околности, да ги кажам, ние работиме на тоа дека да, треба да ја шириме и ние нашата култура, нашата традиција и нашето обележје како општина Кисела Вода и надвор од границите на Македонија. Се согласувам, преубава култура треба, особено кога ја представуваат младите, дополнително значење дава. Кога станува збор за соработката, еве споминавме меѓународната соработка, но што е со соработката помеѓу општинската соработка и соработката, да речеме, со централната власт, иако се различни власти или имате различни фокуси и сфери на работење, но колку е важна таа соработка за да можете, да речеме, добро да се функционира? Премногу е важна, заради тоа што ако ја имаме соработката како што ја имаме сега, ги гледаме резултатите многу брзо и многу поиздржано и многу поквалитетно. Имено во општина Кисела Вода се работат голем број на проекти кои се поддржани од владата на Република Македонија. Тие проекти што значат за граѓаните на Кисела Вода? Значат нова подземна инфраструктура, нови патишта, нови училишта, нови спортски објекти, многу новитети кои што се навистина потребни. Со взаемна соработка ние можеме да ги имаме истите. Меѓуопштинската соработка е дел од секојдневието и безпрекорно функционира. Заради тоа што се случува кога на некоја општина и треба поддршка од аспект на тоа да позајмиме нешто или пак од човечки фактор, ние соработуваме и треба да соработуваме, заради тоа што само така можеме да одиме напред. Јас имам едно мото и едно зборче кое што многу често го користам. Заедно. Заедно можеме да успееме и затоа имаме реализација на голем број проекти. Во општина Кисела Вода се градат реконструираат училишта. Невена Георгиева Дуња, Кирил Печиновиќ. Истото тоа го имаме во најава за основното училиште Круме Кепевски.
се гради нова спортска сала во основното училиште Кузман Јосифовски Питу. Покрај тоа се реконструираат улици, како што е 527 Жил Верн, Томе Арсовски, па понатаму во најава, значи Фредерик Шопен. Имаме многу проекти што значат подобрување на секојдневието на граѓаните. Морам да го пофалам проектот кој заедно, нели нормално град Скопје кој е носител на истото, а ние заедно ќе уживаме во тој бенефит, е самиот почеток на довршувањето конечно и решавањето тој на булеварот Борис Трајковски. Значи, ние мораме да гледаме на тоа дека само заедно можеме да успееме и да направиме секојдневието на вистина на граѓаните да биде подобро. Исто така и за, морам да ги споменам, местните заедници. Местната заедница во населба Драчево навистина беше во една многу катастрофална состојба. Сега истата ќе добие за многу скоро преубав лик. Реконструирана, целосно реконструирана и навистина е многу потребна. Истата таква, многу брзо, пред 2 дена бевме во посета на местната заедница во населба Пинтија. Прекрасно нешто. Граѓаните на Пинтија им следат допрва позитивни изненадувања кога станува збор за тоа како се работи. И само така заедно можеме да успееме и ќе успееме. Ќе позборуваме за вашите следни планови, но ќе направиме на тука кратка пауза за реклами и би сакала да слушам кои се вашите следни планови за општина Кисела Вода. Кратка пауза за реклами и се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со градоначалникот на општина Кисела Вода, Бети Стаменковска Трајковска. Зборувавме за тоа како изминативе 100 дена, кои беа предизвиците, што се соочивте, како ја гледате општината, но она што би сакала да ве прашам во овој втор дел е како поставувате приоритети, на што ставате фокус, како одлучувате што ќе биде приоритет, а што не, имајќи предвид дека во првиот дел и самите кажавте дека понекогаш имаме одредени планови што би ги работела општината, но секојдневно може да се јават некои нови идеи, предизвици, понекогаш и проблеми, па како се селектира што е, односно како одлучувате што ќе биде во фокусот, а што ќе оставите можеби за подоцна? Морам да признам, не оставаме ништо за подоцна. Работата не ни дозволува да оставаме ништо за подоцна. Самата динамичност што си ја носи работата, да, и ни дава, имаме и такви моменти кога нешто треба, што би рекле старите прекутрупа, на брзина да се реагира. И треба така, треба да бидеме стабилни и да бидеме спремни за брзи реакции. Она што како приоритет го кажуваме е секогаш нели она што е најнеопходното за нормално функционирање на граѓаните и приоритет секогаш тоа треба да биде за нив и секако работиме на тоа. Нормално е кога долгорочно нешто се планира, е една работа, но брзите и кратките реакции се навистина нешто што мораме да го правиме заради тоа што не можеме да ги оставаме луѓето да едноставно трпат заради нас. Ние, зборувам нас како општинска администрација и како општина, ние мораме да бидеме нели на нивно целосно располагање и да ги решаваме и надминуваме заедно проблемите кои што се јавуваат. И така ги поставуваме на таков начин и приоритетите. Ке велам на крај како заклучок, се е приоритет, ама од поголемиот приоритет до најголемиот така селектираме и правиме разлика. Што е на кој што најмногу ви приоѓате? Во комуникација сте со граѓаните, имате отворени денови и кога одите самата кажавте во маркет се случува комуникација во секојдневието со граѓаните. Што е на кој што да кажеме најмногу го бараат од општината? Она што најмногу мене лично ми се обраќаат е проблемот со куќињата бездомници, кој што морам да бидам искрена, го решаваме и морам да кажам дека тука постои за жал неодговорно сопствеништво, каде што се зголемува бројот на куќиња бездомници.
се надминуваат проблемите, но исто така имаме проблемот типот на уличното осветлување, каде што заради промената на уличното осветлување од стари светилки кои што трошат многу електрична енергија со нови LED светилки и кога се работи, нормално се јавуваат одредени мали проблеми од аспект на тоа да при промената имаме и нели негде да не профункционирала промената. И сето тоа, верувајте, многу брзо и многу експедитивно и многу посветено. Имаме луѓе специјално задолжени за тоа, за да се надминуваат проблемите. Да, фокусот го ставаме и приоритетот на тој дел, заради тоа што навистина луѓето треба да функционираат во секојдневие. Нормално во нивното секојдневие. Да, би опатили еден апел секако до сите што имаат миленичња, дека треба малку посериозно да се однесуваме и да ги евидентираме за доброто и на самите миленичња и на самите луѓе. Секако до сите граѓани, не само на Кисела вода, туку воопшто во целата република, заради тоа што пак се појавува и појава на носење на куќиња бездомници на територијата на Кисела вода, за која што граѓаните ми алармираат и еве во соработка со надлежните служби од МВР зборувам, бидејќи навистина ние многу секојдневна комуникацијата за да тие сторители бидат фатени и казнети. Кои ќе бидат вашите планови како градоначалник во следните 100 дена? На што ќе се фокусирате, на кои проекти? Следните денови ќе го одбележат она што го кажав и претходно, реализирање на ветената програма пред граѓаните. Пред граѓаните ветивме дека проектите со училиштата ќе ги реализираме и ќе продолжиме истото тоа да го правиме. Јас би сакала да кажам дека еден фокус посебно ќе го издвојам за граѓаните да знаат дека ќе работиме и на делот на патот од Драчево кон Охис, што ќе биде едно многу добро решение за граѓаните. Ќе имаме многу проекти поврзани со сето овоа, но пак ќе кажам, фокусот ќе ни биде она што значи подобро живење за нив. Основното училиште Круме Кепевски со неговата реконструкција, со реконструкции на дали внатрешни или надворешни, веќе имаме нели и сами проекти што се работат за градинките и патната инфраструктура секако да ја подобруваме истата, се работат проекти и се подготвуваат реконструкции на други улици. Ви благодарам многу за вечерашното гостување и ви посакувам успешни следни 100 дена. Ви благодарам за можноста. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија. Јас ви посакувам убав остаток од денот и како што секогаш се поздравуваме, да имате убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!